12 на минути ќе започнеме македонската радио програма Македонски корени. Иначе Македонски корени се емитува секоја сабота од 18 по сиднејско време, па се до 20 часот или по македонско време од 6 навечер па до 8 навечер. Инаку деновиве во Македонија се случија неколку работи. Во затворот во Шутка го претепа Јане Ченто. Понатака на мала врата и насилно го променија нашето историско име и нашиот устав, но исто така насилно влезе и во функција е веќе двојазичноста во Македонија. Албанскиот јазик постана како втор службен јазик во Македонија, а Светскиот македонски конгрес поднесе иницијатива за дополнителен референдум. Затоа ве поканувам и оваа вечер да останете заедно со нас, кога некаде околу за уште 10 минути ќе започнеме со македонски корени. Инаку, уште на самиот почеток, за вас, Facebook пријатели, да ви поставиме и неколку прашања. До кога ние, македонскиот народ, ќе бидеме разединети и ќе молчиме на вакви промени? Дали вие би ги промениле вашите документи, македонски пасош, македонска лична карта, со новите за најкасно 5 години, во кои документи ќе ви пишува дека сте од Северна Македонија, и дали ќе дадете поддршка на иницијативата на Светскиот македонски конгрес за дополнителен референдум. Здраво на сите! Бог се јави, Facebook пријатели, да сте ни живи и здрави. Ви благодариме што сте со нас. Ни причинува задоволство и овој пат што сте тука. За минута 2 ќе започнеме со македонски корени. Веруваме ќе се дружите со нас се до крајов на емисијава и ќе не подржите. Неодминливо ве покануваме да земете и учество во емисијава, почитувани. И секако, не заборавајте, подсетувајте ги вашите најблиски пријатели, тие што се уште не ја следат радио Македонски корени од Сиднеј, да ни се придружат. Ке се сложите, практиката покажала, кога сме во поголем број, поинтересно ни е дружењето. Останете со нас и на овој убав ден водици и уживајте. Токму така, уште 1-2 минути. Уште една минута ево од студиото веќе ја одвеуваат нивната програма. Иначе ви имаме кажано дека во студиото испред нас водат емисија на англиски јазик, која што го носи насловот Black Roots, црни корени, а нашите македонски корени остануваат македонски корени, без разлика што и да биде во Македонија. Барем овде не ќе можат да ни ги искорнат нашите длабоки македонски корени. Ке се бориме до последен здив, да си го зачуваме она што времето ќе покаже. Да. Ево, слушате и гледате дека ја започнаме веќе програмата. Доколку не следите, оставете во коментари дали се слуша добро, дали се гледаме добро, бидејќи од време на време имаме проблеми тука. Се надеваме дека не е така и кај вас. Денес голем празник. Да. Бог се јави, навистина се јави. Дај Боже Бог да се јави и во Македонија и да ни ја спаси Македонија со наша поддршка. И покрај тоа што многу души има кренато раце, но велам дека не е се завршено. Good evening, dear listeners. Thanks for tuning in. Welcome to Macedonski Koreni on 2RTJ Radio with John and Betty until 8 o'clock this evening. Good to have your company. Stay tuned and enjoy the program. Му благодариме на Гил затоа што во моментот кога се вклучивме во етер не одеше нешто, па благодарение на техничарот тука одма го исправивме.
Каже? Звукот, ако сакаш, намали го малку Да. во студио. Да не се надвикуваме. Македонски корени. Македонски корени. Добро ви вечер и добро утро, почитувани. Бог се јави, навистина се јави. Добро ни дојдовте и во оваа емисија на Македонски корени. Со вас Јони и Бети Треновски упатуваме срдечен поздрав и ви посакуваме убаво расположение на сите што го делите овој убав ден со нас, посветен на нашиот најголем христијански празник Богојавление Водици. Кога Исус Христос се крштеваше во водата на Јордан, на светот му се објави тајната на Божествената Троица. Отецот му се јави на сетилото за слух, Духот на сетилото за вид, а Синот дури и на сетилото за допир. Отецот го изговори своето сведоштво за Синот, Синот се крсти во водата, а Светиот Дух во вид на гулаб лебдеше над водата. А кога Свети Јован Крстител посведочи и рече за Христа, еве го јагнето Божјо, кое на себе ги зеде гревовите на светот. И кога го потопи и крсти Исус Христос во реката Јордан, со тоа се покажа и Христовата мисија во светот и патот на нашето спасение. Македонската православна црква денес го слави Богојавление, празникот на крштевањето на Исус Христос, со кое започна неговата мисија и проповедање на христијанската вера. Според обичајот, верниците денес се поздравуваат со Бог се јави, навистина се јави. Денес безброј верници на секаде кај што не има, пливаа и ке пливаат за да го пронајдат светиот крст. Нека ни е честит и вековит празникот, почитувани. Во наредниве 2 часа ве покануваме на заедничка радиосредба со македонски корени се до 20 часот овде на 88.1 FM, директно од Барвуд студијава во Сиднеј. На Македонски корени, покрај редовните прилози, ке следува и директно интервју со председателот на Светскиот македонски конгрес, господинот Тодор Петров, кој ќе ни ја објасни иницијативата на СМК за нов дополнителен задолжителен референдум со директно и единствено прашање за да се провери волјата на народот, кое гласи: дали сте за промена на името на државата Македонија во држава Северна Македонија? Ова е прашањето на кое граѓаните ќе треба да се изјаснат на референдум ако оваа иницијатива на Светскиот македонски конгрес биде поддржана од 150.000 потписи. Рокот за собирање на потписите е 3 месеци, тогаш собранието ќе биде должно да распише нов референдум за името. Повидок повторно ново изјаснување на македонскиот народ во септември. А на агендата на Македонски корени е и убав избор на наши песни и ора, почитувани, со желба да исполнат убаво расположение, убави чувства кај сите вас. Останете со нас, останете со Македонски корени и не заборавајте, доколку имате можност, придружете се директно и на Facebook профилот и дружете се со нас. Се до 20 часот, дружете се со Јони Бети и уживајте. Бог се јави, навистина се јави. На здравје нека ви биде напитокот, вие кои што го пиете, го испивте или пак допрва ќе го пиете, без разлика каде и да сте и без разлика со кого и да сте. Бидете ни живи и здрави. Желба ни е да останете до крајот на емисијата на Македонски корени, се до 20 часот или до 10 часот по македонско време. Ве очекуваме и со ваши коментари на Facebook, од Facebook пријателите, а и на неколкуте поставени прашања кои што уште на самиот почеток ви ги најавивме, а во текот на денешново издание на Македонски корени ќе ги повториме тие прашања.
Желба ни е навистина голема доколку се охрабрите и да воспоставиме и видеолинк со оние похрабрите кои што ќе не следат, а кои што ние ќе ги побараме или пак тие ќе не побараат и ќе кажат дека сакаат да бидат дел од вечерашнава емисија на Македонски корени. Токму така, останете со нас, останете исполнети со убава мисла, почитувани, многу љубов и меѓусебно почитување. Кај што има љубов, ќе има милост и слога, кај што има почит, ќе има среќа и радост. За убава вечер, убав и најсреќен празничен ден кај сите вас, ќе ве поздравиме со нешто најново од Јоко Јович за Велик ден. Да, оваа песна, почитувани слушатели и Facebook пријатели, веќе неколку пати ја најавувавме, на 2 пати и пуштивме дел од незе, а деновиве заврши видеоспотот за ова ремек дело на Ѓоко Јович, па доколку сте во можност да го проследите видеозаписот, ви препорачуваме тоа да го направите, а во моментов слушајте, ако сте во можност да го следите и видеозаписот, не заборавајте да се земете и марамче или пак некоја салфетка, за можете да си ги избришите вашите солзи кои што паѓаат од емоции, а од ништо друго. За Великден, Ѓоко Јович, за сите вас. Da si doјда za Велик ден, да поминам на прагот си од изморен, да си видам мајка мила, да соберам трошка сила, да ја прегрнам, да не заплачам. Да си видам мајка мила, да соберам трошка сила, да ја прегрнам, а да не заплачам. Тугина ко синџир тешка, мина тежнала, долго време мајка среќна не си легнала. Будна слики мои гледат, парите што ми вредат, кога внучиња не ја виделе. Стара низ прозор гледа, скоро секој ден. Еве јас си стигнав дома, баш за Велик ден. Внуци гледа солзи рони и ги пакнува. Мои чеда пораснале во тугина. Внуци гледа солзи рони и ги пакнува. Мои чеда пораснале во тугина. Тугина ко синџир тешка, мина тежнала. Долго време мајка среќна не си легнала. Будна
oči moji gleda, parite, što mi vredat koga vnučinja ne ja videle. Прекрасна песна, Вети. Токму така. И Ѓоко Јович напише: драги мои пријатели, со огромна љубов и задоволство сакам да ви го прикажам мојот најнов спот на песната која е насловена за Великден. Овој пат, како статисти, се јавуваат мојата сопруга, мојата ќерка Теодора, моето синче Михаел, моето најмало синче Јоан и како главен лик се јавува нашата баба, напиша Ѓоко Јович. Да, предпоставувавме. За овој прекрасен текст. Навистина е добро изработена, а режијата која направил, навистина не е, да речеме дека многу напор, меѓутоа добро осмислена и навистина секоја слика, секој потек се вклопува со текстот на песната. Да ве подсетиме дека во 18 часот и 30 минути ќе имаме интервју со господинот Тодор Петров, а исто така да ви кажеме дека поставивме неколку прашања на самиот почеток, докога македонскиот народ ќе остане на разединет и ќе дозволува вакви промени, дали ќе ги промените вашите лични документи со графата дека потекнувате од Северна Македонија и дали ќе го поддржите Светскиот македонски конгрес за дополнителен референдум. А инаку во наредиме неколку минути ќе слушнеме уште една песна која што е со убава тематика. Овие песни ги слушаме сега, додека можеме да ги најдеме, додека ги имаме. Меѓутоа, многу од вас не ќе можат да ги слушаат доколку ги немаат во своји раце и доколку се надеваат дека ќе ги најдат во YouTube. Можно е овие песни кои што се со патриотска тематика, каде што се спомнува името Македонија, Вардарска, Пиринска, Егејска, ќе ги избришат и не ќе можат и не ќе смеат да се слушаат, барем во Македонија, затоа што ќе има големи казни. Нас додише овде не верувам дека некој ќе не натера да не ги пуштаме. Една од таквите песни е и песната на Славка Младеновска, Горда македонка.
Вие сте со македонски корени, почитувани на 88.1 FM, со вас Јони Бети, се до 20 часот, 97440881. Останете со нас, останете со македонски корени, почитувани, се до 20 часот. Наскоро ќе го проследите директниот разговор со господинот Тодор Петров од СМК. Инаку да подсетиме, покрај безбројните залагања на Тодор Петров за македонската кауза е и она во 1990 година, кога господинот Тодор Петров е еден од реосновачите на најстарата македонска меѓународна организација, Светскиот македонски конгрес, формиран во 1899 година во Женева, Швајцарија, со цел семакедонско помирување и обединување. Светскиот македонски конгрес беше првиот издавач на единствениот светски македонски неделник Македонско сонце, чиј спонзор беше Ѓоргија Ѓорча Танасовски од Флорида. Светскиот македонски конгрес, како неформален светски парламент на македонците од сите делови на Македонија во целиот свет, асистираше во безброј македонски акции и иницијативи на сите меридијани на земјината топка. И сега, покрај многуте залагања и иницијативи од страна на СМК, е и анулирањето, како што вели господинот Петров, на одлуката на собранието за промена на името на државата и идентитетот на нацијата. За таа цел, во моментов само дополнителен, задолжителен референдум по предлог на најмалку 150.000 избирачи е единствен правен инструмент според Уставот, смета господинот Тодор Петров. Токму тука на македонски корени вечерва за околу ова иницијатива и моменталните случувања во Македонија ќе чуеме поопширно од нашиот и ваш гостин, господинот Тодор Петров, околу 18 часот и 30 минути австралиско време или 8:30 утрово во Македонија, овде преку 88.1 FM во Сиднеј. Ви посакуваме убаво расположение со македонски корени на сите што сте со нас, почитувани, и го делите ова празнично време, време на радост, време кога го прославуваме крштевањето на нашиот Спасител Исус Христос. Уживајте со македонски корени. Што ми шува? Добро. Звукот попушти го. Нека. Да уживаат Facebook пријателите во музика. Да. Да, господине Петров, се слушаме? Здраво живо. Вака, ајде, останете телефонската линија и веднаш ќе го поведеме разговорот. Добро. Почитувани слушатели, како што и ви најавивме, дека денес наш, но и ваш гостин ќе ни биде председател на Светскиот македонски конгрес, господинот Тодор Петров. Господине Петров, добре ни дојдовте на Македонски корени и ви благодариме што ја прифативте поканата. Ето така кратко вчера се слушнавме, за денес договоривме. И секако кога имаат желба двајца, резултатот е неизбежен. Бог се јави, навистина се јави. Господине Петров, вие неодамна од името на Светскиот македонски конгрес покренавте иницијатива за собирање на 150.000 потписи за дополнителен референдум. Ова ваша иницијатива ми се чини дека е малку избунувачка, имајќи предвид дека само пред неколку месеци имавме референдум во кој, иако не успеа, власта, не почитувајќи ја волјата на граѓаните, сепак го промени нашето уставно име. За да им објасните на слушателите на Македонски корени и на оние кои не следат преку социјалната мрежа Facebook, јас на самиот почеток би ви поставил неколку прашања за да не ве прекинувам во текот на вашето образложение и ми се чини дека ќе ги запамтите, не се многу прашања. Првото прашање, зошто го правите ова,
кои се мотивите и која е целта што сакате да постигнете, дали вашава иницијатива ги помина сите филтри во собранието или се уште не, дали се соочувате со некакви проблеми на патот за добивање на согласност од собранието и од државните институции, кога ќе почнете да ги собирате подписите и кој е задниот рок за да ги предадете собраните подписи и кој треба да донесе крајната одлука за распишување на дополнителниот референдум? 1308 или 72,16% од вкупниот број запишани избирачи, 1.495.807 гласа, цитирам, за суверена и самостојна држава Македонија, без додат. Одлуката на референдумот е задолжителна за сите, без исклучок. Ова одлука на референдумот до сега не е променета со поинаква одлука на друг референдум. Бев независен пратеник во првиот партијски состав на собранието на Македонија во мандатниот период 1990-1994 година. Сега сум што бев коавтор на ова референдумско прашање, кое ја детерминира иднината на нашата татковина после распаѓањето на Југославија. За жал, со измената на уставот од седницата на собранието одржана годинава на 11 јануари, со амандманот 33 кој се уште не е во сила, направен е опит за промена на името на државата заради примена на спогодбата Димитров-Козијас, која исто така ќе влезе во сила откако ќе ратификува грчкиот парламент во Атина. Изминатите 30 години Светскиот македонски конгрес беше единствена македонска меѓународна организација која конзистентно секоја година на годишните генерални собранија бараше крај на разговорите за разликата за името со владата во Атина поради одлуката на референдумот од 8 септември 1991 година. Меѓутоа, никој друг не се повикуваше на референдумот 1991 година. Тоа прашање стана актуелно година. Одговор и на актуелната марионетска влада на Зоран Заев, референдумот на 8 септември 1991 година не бил референдум за името на државата, туку референдум за независност на Македонија од поранешна Социјалистичка федеративна република Југославија. Ќе додадам или ќе кажеме, точно е дека референдумот на 8 септември 1991 година беше референдум за независност од поранешна СФР Југославија. Меѓутоа, името на државата во референдумското прашање е прецизно и недвосмислено. Држава Македонија. Без додавки, без придавки. Затоа што името на нашата држава не е композитно или сложено. Ние немаме име за меѓународна употреба. Името на нашата држава се состои само од еден единствен збор, зборот Македонија. Токму поради тоа сме и македонци, од род или по државјанство, независно од етничкото потрекло. Имено, името на македонскиот народ, тоа и собранието го утврди со последна резолуција, е нераскинливо поврзано со името на нашата држава Македонија и обратно. По меѓународно право, името на државата е идентитетот на нацијата, а националноста по автоматизам произлегува од името на државата. Од тука и во биометриските лични исправи, пасошите и личните карти, откако се воведоа од пред 10 години, во сите во графата националност, nationality, како државјанство, на сите ни беше напишано македонско, односно Македонија. До сега никому не представуваше проблем, ама воопшто никому не пречеше. На референдумот одржан на 30 септември ова 2018 година, Државната изборна комисија соопшти дека не се усвои одлуката за членство на Македонија во Европската унија и НАТО
како и спогодбата 14 јуни 2018 година, бидејќи не гласа и бойкотира речиси 2/3, 1.139.992 или 63,11% од скупниот број на запишени избирачи 1.806.366. Меѓутоа, во намерата да се смени името на државата и идентитетот на нацијата, заради што ова марионетска власт доби од некои други туги центри мандат во Македонија, владата и ова одлука на референдумот од 30 септември 2018 година не ја испочитува, како алиби за отфрлање на иницијативата за поништување на одлуката за распишување на референдум. Уставниот суд на 19 септември 2018 година констатира дека собранието не ја извршил погрешна примена на уставното право, односно одлуката не се донесува со двотретинско мнозинство во согласност со членот 120 од Уставот, бидејќи овој референдум не бил референдум за членство на Македонија во Европската унија и НАТО, туку за договорот со Грција во спротивност со домашното и меѓународното право. И практично Уставниот суд со ова одлука ја демистифицира владата која водеше кампања за Европска Македонија. И владата и ден денес вели, ние не распишавме референдум за името, туку за членство во Европската унија и НАТО алијанса. Со спогодбата Димитров Козијас, впрочем, Македонија од држава на народ со историја стана територија без народ и без историја под протекторат на Грција. Како алиби за отфрлање на референдумските резултати, владата дополнително се повика на одлуката за распишување на референдумот. Имено, референдумот бил консултативен, а не задолжителен, и повторно ја суспендира волјата на народот. И покрај референдумот од 8 септември 1991 година и покрај референдумот од 30 септември 2018 година, за жал на сите нас во земјата и во светот, Собранието на Република Македонија на 11 јануари 2019 година донесе 4 амандмани на Уставот според договорот со Атина, иако таа не е дел, односно спогодбата не е дел од внатрешниот правен поредок на Македонија, бидејќи не е ратификувана во согласност со Уставот. Зошто? Прво, спогодбата не е склучена од председателот на Републиката, туку од министерот за надворешни работи, кој нема активна легитимација и надлежност да подпишува, да склучува такви договори. Второ, председателот на Републиката, професор доктор Георги Иванов, не го подпише указот за прогласување на законот за ратификација на спогодбата, ниту при првото гласање во собранието на 20 јуни 2018 година, ниту при повторното гласање на 5 јули 2018 година. Трето, законот за ратификација на спогодбата Димитров Козијас не е објавен во службен вестник и не е во сила. И четврто, спогодбата е ништовна, бидејќи е во спротивност со Виенската конвенција за договорно право, март 1969 година, односно е во судев со императивната норма jus cogens на општото меѓународно право, според која правото на име е дискреционо право на народите на самоопределување и самоидентификација. Тоа не може да биде предмет на меѓународен договор или билатерален договор со друга држава или меѓународна организација. Поради сето ова, спогодбата Димитров Козијас и според домашното и според меѓународното право е ништовна и не произведува правно дејство, дури да биде објавена во службен вестник, како што тоа за жал се случи на 14 јануари, кога без подпис на председателот на Републиката на указот за прогласување, Талат Джафери и директорот на јавното предпријатие службен вестник на Република Македонија Мартин Костовски со злоупотреба на службената должност и овластување го ратификација на спогодбата Димитров Козијас. Светскиот македонски конгрес веднаш поднесе барање
иницијатива до Уставниот суд за поништување на указот и законот за ратификација на спогодбата Димитров-Кодзијас, со барање за времена мерка до одлучување поради штетните последици од примената на спогодбата по интегритетот и суверенитетот на државата и правата и слободите на македонските државјани. Всушност, објавата на законот за употреба на јазиците и на законот за ратификација на спогодбата Димитров-Кодзијас во службен вестник представува мек државен удар од владата и собранието во председателот на републиката. Имајќи предвид дека само собранието распишува задолжителен референдум до целата територија на Република Македонија по собствена иницијатива и по предлог на најмалку 150.000 избирачи, агрегаската иницијатива тренува по предлог на најмалку 100 граѓани, македонски државјани избирачи. Јас како прво потпишам, како властен предлагач на група од 179 македонски државјани, на 9 јануари оваа година до собранието поднесот предлог за покранување на иницијатива за собирање на потписи од најмалку 150.000 избирачи за распишување на дополнителен референдум за одлучување на целата територија на Република Македонија по референдумското прашање кое гласи, цитирам, дали сте за промена на името на државата Македонија во држава Северна Македонија, завршен цитат, на кое што избирачите треба да одговорат ако се реализира иницијативата, дали се против или по закон може воопшто и да не гласи. Прашањето е прецизно формулирано и недвосмислено. Ова прашање требаше владата да го постави на минатата година како на задолжителен референдум, за да ја провери волјата на македонските државјани. Меѓутоа, тоа не го стои. Референдумското прашање го состави криво едно на исто гласачко бивче, двосмислено, непрецизно, со кампања за Европска Македонија. И така прашањето почнува. Дали сте за членство на Македонија во Европската Унија и НАТО алијансата. Името не се ни спомна во тоа референдумско прашање, за да и биде изиграна волјата, затоа што владата и јавноста беше свесна доколку биде поставено прашање за промена на името на држава. Доживе тотален, по апсолутна смисла, бојкот, односно апсолутна неизвезеност на референдум, какви што беа и резултатите на 30 септември 2015 година. Со иницијативата за дополнителен референдум за одлучување на граѓаните на македонските држави и на целата територија на Република Македонија, проверат претходно донесената одлука на собранието за промена на името на државата Македонија во држава Северна Македонија, која што веќе за жал е донесена на седницата одржана 11 јануари 2019 година. Референдумското прашање е допуштено, ево согласно со уставот и закон, односно не е, иницијативата е уредна, покрената е на предлог на 179 македонски држави, 79 повеќе од 100 утврдени во законот за референдум, со подписи пред надзбирачкиот список. Предлогот е поднесен од властен предлагач, прво подпишаниот. По предлогот е приложен образецот за собирање на подписи и предлог на одлуката за распишување на дополнителен референдум за одлучување на целата територија на Република Македонија. Врз основа на членот 30 од Законот за референдум, 10 дена по објавувањето на резултатите од референдумот, ако се одржи, да го уреди прашањето за името во согласно со резултатите од референдумот. Секако за членство на Македонија во Европската Унија и НАТО треба да се решава на други референдуми, но според Законот за референдумот, дури после 30 септември 2020 година, бидејќи во согласно со членот 19 од Законот за референдум, цитирам, референдум за исто прашање не може да се повтори пред истекот денот од државниот референдум. Во случајов
Ово е нашиот референдум од 30 септември 2018 година. Со референдумот што го инициираме, сакаме да ја анулираме одлуката на собранието за промена на името на државата. И затоа е дополнителен. Затоа што има предходен и дополнителен референдум, покрај задолжителниот и консултативниот. Предходен е кога собранието распишува референдум пред да донесе определен пропис, да го испита јавното мислење на гласачкото тело, а дополнителен од кога ќе донесе да го провери мислењето на државјаните, дали ја прифаќаат одлуката што ја донело собранието. За времето и местото на собирање на потребните 150.000 подписи во подрачното делење на Државната изборна комисија, каде што се води избирачкиот список, јавноста ќе биде дополнително известена. Се надеваме почетокот на собирањето на подписите да биде во средината на февруари. По закон собирањето трае на подписите 3 месеци, некаде до средината на мај годинава. 150.000 подписи дозволени да се собираат само во подрачното делење на Државната изборна комисија во општините во Републиката. Не е дозволено собирање подписи по дипломатско-конзуларните представништва на Македонија во светот. Собранието пак е должно во рок од 30 дена од поднесувањето на предлогот за распишување референдум со 150.000 подписи да донесе одлука за распишување на референдумот, кое што предлагачите ние, доколку ги собереме 150.000 подписи, му ја предлагаме на собранието. Од денот на објавувањето на одлуката за распишување на референдумот во службен вестник на Република Македонија до ден не може да поминат помалку од 60 ниту повеќе од 90 дена. Значи, ако течат без никаков проблем сите рокови и бидат исполнети сите услови, референдумот треба да се одржи некаде во септември или октомври годинава. Се разбира, ако во рокот од 3 месеци не се соберат 150.000 подписи, се смета дека иницијативата не е покрената. Ние покрај се веруваме дека ќе се соберат потребните 150.000 подписи и затоа апел до сите во Републиката за масовен одзив на ова иницијатива. Се разбира, ја споделувам загриженоста меѓу македонците во светот за известноста или неизвестноста од оваа иницијатива за референдум. Меѓутоа, загрижените не треба да заборават дека собранието со амандманите од 11 јануари година веќе го смени името на државата и идентитетот на нацијата. Не предлагаат Тодор Петров и 178 избирачи референдум за промена на името на државата, туку референдум за анулирање на одлуката на собранието за промена на името на државата и идентитетот на нацијата. За таа цел во моментов само дополнителен задолжителен референдум по предлог од најмалку 150.000 избирачи е единствен правен инструмент според Уставот на Република Македонија. Нападите против Тодор Петров со замена на тези само дежурни загави кои ја дефокусираат јавноста од велепредавството на владата. Светскиот македонски конгрес ќе ги отвара лагите кои меѓу македонците ги пласира така наречениот портал Мина Репорт, кој е фейк ньюс, што презема вести од други портали, ги нотира со новинари кои никој во Македонија не ги знае воопшто дали и постојат. Првично регистриран во Соединетите Американски држави во 2016 година од страна на една личност по име Марк Абрамов. Новинарите што се на листата на овој портал никој во Македонија не ги познава, што не наведува на заклучок дека станува збор за полициска инсталација со лажни имиња, со мислење меѓу македонците во светот, чиј говорен јазик е англискиот. Гарантираме дека тие што стојат за овој лажен портал, кој шири лажни вести, дека Рада СИА ги плаќаат активностите за реализација на овој референдум, ќе одговарат пред лицето на правдата и парично и кривично. Не допуштаме
е таква агресивна манипулација. Дополнителниот задолжителен референдум треба да знаат сите дека не го распишува ниту Тодор Петров, ниту 179 државјани, ниту пак 150.000 ако бидат собрани. Собранието по своја иницијатива или во случајот по предлог на најмалку 150, собранието ќе ги донесе одлуката за распишување референдум. Еве им задолжителен референдум за името, со прецизно и недвосмислено прашање, сам нека проверат одлуката на собранието за промена на името на државата. Цензусот од излезеност на 2/3 или 1.204.225 избирачи од вкупниот број запишани избирачи 1.806.336, за да си ја провери одлуката во собранието, треба да го обезбеди владата на Република Македонија. И нашата цел е токму таа да ја провери одлуката во собранието за промена на името. Не верувам дека излезеноста ќе биде таква за да со било какви спекулации, манипулации, ако се одржи референдумот или со фалсификување на резултатите, дека владата ќе изнуди 1.200.000 избирачи кои ќе гласат за промена на името на државата. На 24 декември минатата година имате поднесена иницијатива, иста иницијатива со 130 подписи, предлог за покренување на иницијатива за распишување дополнителен задолжителен референдум. Меѓутоа, од Собраниската комисија за политички системи и законодавно-правната комисија, која одржаа седници на 28 декември минатата година, предлогот за покренување на оваа иницијатива беше оценет за неуреден затоа што подписите од тие 130 предлагачи не биле државен орган за водење на избирачкиот список. Бевме упатени до Државната изборна комисија, по чија согласност со писмено барање ни беше овозможено собирање на подписи и на Државната изборна комисија и на 8 јануари во подрачните оделенија пред овластени државни службеници се собра 179 подписи, 79 повеќе од потребните со закон утврдени 100. Предлогот на собранието беше поднесен веднаш наредниот ден на 9 јануари, кога почна расправата за измена на Уставот. Комисијата за политички системи и законодавно-правната комисија седници за уредноста на предлогот одржаа на 14 јануари, потврдија дека ден, колку за информација на неупатените, собраниските комисии не гласа дали се прифаќа предлогот за покренување на иницијатива или законска обврска само да констатира дали постои референдумско прашање, дали постои овластени предлагачи подписи на најмалку 100 македонски државјани и дали е приложена одлука за одлука за распишување на референдумот за собирање на најмалку 150.000 подписи. Тоа надлежните собранински комисии го оценија како уредно достава и ја проследуваат иницијативата преку владата до Државната изборна комисија за нејзина реализација. Собирањето на подписите, како ќе не извести предноста на предлогот, треба да почне за наредните 20 дена, затоа калкулираме дека тоа би можело да биде некаде средината на месец февруари. Дотогаш ние сме должни образците да ги дистрибуираме во сите 50 подрачни оделенија, каде што македонските државјани кои ја прифаќаат ова иницијатива треба да ги дадат своите подписи. Ја користам можноста да демистифицирам една увиженост која е неоснована. Прашањето за името не може да го оставиме за некое идно време, за некои нови генерации, кога и кои би го решили. Владата за 5 години ќе смени секако и да не сме постоеле.
За 5 години Македонија може да ја доживе судбината на преселена во Западна Европа, како што тоа се случи со Бугарија од 9 милиони после приемот во членство на Европската Унија. Во Бугарија денес дали живеат 4 милиони жители, стари и возрастни. Таа судбина ја доживеа Хрватска, која беше далеку и во поранешна Југославија, многу поразвиена од Македонија. Се иселуваат во Западна Европа. Таа судбина ја доживува и соседна Албанија. Некои велат, ќе дојдат генерации, ќе го решат прашањето за името. Не. Нашата кој ако не ние? Кога ако не сега? И така ова марионетска влада со амандманот 36 од Уставот се откажа од грижата за Македонија, се откажа од македонците во светот. Жалам што определени центри од владина контрола вршат агресија, толкава омраза и злоба против оваа благородна иницијатива, конкретно и против мене како председател на Светскиот македонски конгрес, не бидејќи средства и зборови да се наруши мојот физички и морален интегритет, има секој се гарантира почитување и заштита на приватноста на неговиот личен и семеен живот, на достоинството и угледот. Тие напади и навреди не ги заслужувам ниту јас, ниту Светскиот македонски конгрес, ниту членовите на Светскиот македонски конгрес од целиот свет, па и во Австралија. Што ќе украдете, народот вели, единствен спас од ризик да ве фатате, стоите вместо и викајте држте го крадец. Затоа кога ќе сретнете коментари со наслов Тодор Петров соработник на тајните служби, Тодор Петров предавник, какви слинзите, Тодор Петров агент на ЦИА и МИ-6, Тодор Петров шпион на КГБ, запрашајте се за кои служби одработуваат авторите на овоја монструозност. Беше Тодор Петров соработник на тајни служби, тајните служби ќе ги ликвидира прво оние што ги оддаваат овие тајни во јавност. Ама ај да има вистин и да поверува. Меѓутоа народот препознава потрошени, осудени измамници и поранешни апологети на пропаднати режими кои со речникот на импровизирани конспирации од полициски белешки не се одлепи од дното на примитивизмот и клиентализмот. Едноставно, народот ги препознава патриотите, народот препознава соработници на службите. Меѓутоа, за сите кои во овој оркестриран напад прашуваат за да ја делегитимираат и благородноста на иницијативата за отфрлање на одлуката на собранието за промена на името на државата, што е единствен дозволен инструмент. Се друго видовме. Година дена штрајкувавме, некои завршија во Идризово, другите се откажа, пред собранието се собира толку колку што ги гледате на екраните. Не дадоа резултат да го одвратиме собранието од промената на името. Владата ги подкупува мнозинството, пред целиот свет вели, и сето тоа го констатира, не ние, вие сами се го променувате името на државата. И затоа, во оркестриран напад на прашањето што Петров сторил за Македонија, ќе придодадам неколку поинтересни моменти од мојата кариера. Кариерата на Тодор Петров одамна е изградена и вградена во темелите на оваа држава, соделани со празни зборови. Тодор Петров го предложи 16-зрачното златно жолто сонце на црвена основа за знаме на државата Македонија. Тодор Петров е автор на референдумското прашање од 8 септември 1991 година за држава Македонија и суверените држави со образложение ако една република ја напушти Југославија, Македонија да не остане во редуцирана и асиметрична федерација. Тодор Петров во законот за државните празници предложи 2 август да биде ден на државност, а 8 септември ден на независноста. Тодор Петров го предложи името Македонска радиотелевизија. Тодор Петров предложи одлука за отстранување на сликите на Тито од собранието. Тодор Петров предложи закон за враќање на името на општина Велес место Титов Велес. Тодор Петров предложи името на Државниот универзитет во Скопје да се дополни со свети предимињата Кирил и Методи.
Тодор Петров со блокадите на граничниот премин Блаце во август 2001 година од Американската амбасада изнудивме ослободување на пирани македонци од терористичката ОНА. Тодор Петров го предложи законот за Црвениот крст на Македонија. Тодор Петров ја сервисираше изградбата на третиот по висина крст во светот во општината Аеродром. Тодор Петров го предложи законот за прогласување на парк шумата Газилово во Скопје за заштитено подрачје, со што е спречено узурпацијата од урбанизација. Тодор Петров го предложи решението во законот за градот Скопје за тромеѓата меѓу општините Дутел, Чајре и Газилова. Во 1990 година јас бев еден од реосновачите на старата организација Светскиот македонски конгрес, формиран во далечната 1899 година во Женева, Швајцарија, со цел семакедонско помирување и обединување. Светскиот македонски конгрес, на тие што ги држи сеќавањето, беше првиот издавач на единствениот светски македонски неделник Македонско сонце, чиј спонзор беше Ѓорѓе Џорџ Атанасовски од Флорида, Соединените Американски држави. Светскиот македонски конгрес како неформален светски парламент на македонците од сите делови на Македонија во целиот свет асистираше во безброј македонски акции и иницијативи на сите меридијани на земјината топка во изминатите 30 години. И уште нешто што критичарите на оваа иницијатива за референдум за отфрлање на одлуката на собранието за промена на името често пати го злоупотребуваат. Тодор Петров и Светскиот македонски конгрес беа иницијатори и на референдумот за територијалната организација на локалната самоуправа, кој што се одржа на 7 ноември 2004 година. Благодарение на тој референдум, за жал миниран од тогашниот премиер Никола Груевски по налог од Калето за мандат за влада, на 4 ноември 2004 година Соединетите Американски држави ја призна нашата држава под името Македонија. Образложението на тогашниот американски председател Џорџ Буш и државниот секретар Кондолиза Рајс на прашањето зошто тоа Соединетите Американски држави го сторија, одговорот беше, цитирам, ја признавме државата под нејзиното име Македонија, за да ги спречиме националистите во реализацијата на референдумот на територијалната организација на локалната самоуправа, завршен цитат. Референдумот што сега се предлага за отфрлање на одлуката на собранието за промена на името, ако се одржи ова 2019 година, нема врска со референдумот за општините во 2004 година. Собирањето на подписите за распишување на референдумот на 7 ноември 2004 година, али сте за територијалната организација на општините по законите од 1996 година, со 123 општини, почна на 23 февруари и заврши на 20 август 2004 година. За жал, собранието го донесе новиот закон за општините, намалувајќи го нивниот број 84 метура заради албанизација на поголем број на општини, на седницата одржана 11 август 2004 година. Референдумот во 2004 година не беше дополнителен, како што сега го предлагаме. Тогаш референдумот го бойкотираше владата на СДСМ со слоганот, како сме заборавиле, некои прашања не заслужуваат одговор. Референдумот за името годинава, а треба да се одржи август или септември, е дополнителен, собранието го распишува и владата по иницијатива на 150.000 избирачи, треба да ја проведи самата одлуката што е донела парламентарната коалиција во собранието за промена на името на државата. Значи, обврската за извезеност треба да биде на владата. А се сомневам дека одзивот на избирачите ќе бидеше 100.000 како што една третина како што тоа се случи во 2018 година. Одзивот со целата светска болумента во кампања не достигна повеќе од една третина со 200.000 личиња фалсификат, од кои останатите 200.000 беа 200.000 албанци.
не веруваме дека таа бројка на повторно организиран референдум со прецизно прашање за името, за да го затвориме тоа прашање во Републиката и анулираме одлуката на собранието од 11 септември, нема да биде повеќе ни од 300.000. И затоа, како заклучок на крај, најлошо прават тие што ништо не прават, а чека друг да им ги одбрани името, идентитетот и слободите. Само зборуваат, клеветат и навредуваат, а ништо не преземаат. Ете пак новинари, платеници и во времето на комунизмот и сега не ги заборавиле старите манири, дискредитација на поединци заради нивна секаква елиминација од јавноста. Заборавијат дека тој рецепт одамна е прочитан, во услови на нови технологии е надминат, медиокритетите не можат повеќе да држат монопол врз јавноста и вистината. Македонците во Австралија се сеќаваат на некои платеници кои преку медиумите на македонски јазик во Австралија ги убедуваа македонците во името на државата била само прека за да не препознаваат во светот. Секако, хипокризија за нацијата е спас од предавниците, врховисти и колаборационисти, да очекуваме од непријателите. Се, лично сум убеден дека народ ќе победиме. Од векови за навекова била е и ќе остане држава Македонија. Само држава Македонија и ништо друго освен држава Македонија. Како истековеш, велам кучиња да си лајат, караваните си врват, тие друго и не знаат, и по други каравани исто така го прават, само ќе лајат се додека не псовисме. И затоа крај повикот за семакедонско помирување и обединување во Светскиот македонски конгрес, во Светскиот македонски конгрес за Австралија и до сите македонци и македонки од сите делови на Македонија во цела Австралија. Ви посакувам здравје и живот, мир и љубов, среќа, радост, успех и береке двами на вашите семејства. И поздрави од мајка Македонија со христијанскиот поздрав. Бог се јави, навистина се јави. Амин, амин, амин. Господине Петров, вие добро ова го образложивте. Дозволете на крајот само да ви поставам уште една теза и можеби едно прашање. Имаме уште доволно време, така да нема да биде сигурно ова долго. Јас лично се надевам дека, односно верувам дека оваа ваша иницијатива е добронамерна, но се плашам дека ова може да биде нож со двеоштрици. Дозволете ми прво да го образложам моево стравување од сето ова. Ако бројот на излезеност е задоволена, например, да излезат 1100, милиони 100 до милиони 200 илјади македонски гласачи, впрочем, тоа е и бројката која што во изминативе циклуси на избори се провеваше низ списоците, односно низ државната изборна, низ резултатите од државната изборна комисија. И знаејќи дека на последниот референдум 609.000 гласови со сите манири што вие ги набројавте, полнење на кутии или било какви работи, гласаат за промена на името, во тој случај, значи, ќе му помогнеме, ќе се суспендира оној референдум од волјата на македонскиот народ од 30 септември, затоа што од 609.000 до милиони 100 немаме доволно број за да се победат, освен во случај ако се предомислат оние кои што сега сватија дека се излажани. И второ, ако повторно ја земе оваа бројка од милиони 100.000 до милиони 200.000, како што реков дека бројот на оние кои што ќе гласаат за промена на уставното историско име Македонија во Северна Македонија биде 600.000, имајќи во предвид и поделеноста во македонскиот политички блок во Македонија и оние кои што преку глава му е дојдено можеби од вакви церемонии, нема да излегуваат на тој задолжителен референдум.
прашањето моје сега од ова произлегува. Прво, ако сакате да ми објасните кои се вашите размислувања на ова, и второ, дали вие се консултиравте за да бидете сигурни дека овој дополнителен референдум ќе успее, дали направивте консултации со политичките партии кои што се противат на промената на историското име? ВМРО, ДПМН, Интегра, Глас за Македонија, понатака имаме Единствена Македонија, граѓански асоциации, помали политички партии како што се Левица или други. Дали вие направивте разговор да ви дадат поддршка барем во излезеноста? Господине Петров, не знам дали ме свативте што сакам да кажам. На името на државата Македонија во држава Северна Македонија. Собранието, партиите на власт ќе бидат должни да ја проверат својата одлука, меѓутоа тоа нема се случи. Нема се случи затоа што изнесат со агитација за промена на името, а досега на 2 референдуми се крија и бараа алиби дека тоа не биле референдуми за името, сега имат. Ние повторно ќе се воздржаме од гласање и ќе го бойкотираме гласањето, кој го на 30 Тоа ми беше и моето. Одлуката за промена на името на државата Македонија во држава Северна Македонија не е усвоена поради неизлезеност на повеќе од половина од вкупниот број на запишени избирачи. Практично, бидејќи е задолжителен референдум, владата, која и да е должна да ги усогласи сите прописи со резултатите од референдум. Да не заборавиме една работа, што кај нас ја манипулира и поинаку ја представува. Според Кодексот на добри практики за референдуми на Венецијанската комисија на Европа, бојкотот и неизвестеноста на гласањето означува глас против, а не како што овде владата 900.000 не излегува, меѓутоа од тие што излегува, мнозинството беа за. Господине Петров. Мора да има мнозинство од вкупниот број и од излезените мора најмалку половина од нив да гласат за. Во овој случај, ако ние и референдумот го бойкотираме на редно прашање за името, прашањето сме го затвориле и владата која и да е ќе мора да ги усогласи сите прописи со резултатите од референдумот. Народната заедница само да призна дека овој референдум, макар и за членство во Европската унија и НАТО, како што го перфидно измамнички го постави прашањето владата, не успеа. Господине Петров, тука беше и мојата намера да изнудам одговор од вас и во тоа и успеав. Значи, одговорот на сето тоа, да не сватат погрешно македонските граѓани, слушателите, оние кои што ќе не гледаат преку Facebook покасно, да не сватат дека со распишувањето на додатниот референдум се обавезни да излезат и да гласаат, него одговорот вие го дадовте дека тогаш повторно може да се бойкотира и со тоа ќе пропадне се она досега што владата го правеше. Ми се чини дека успеав во мојата намера, ви благодарам за одговорот. Владата беше свесна дека и членовите на СДСМ, па дури искрено да ви кажам, и албанците се против промена на името. Албанците не гласаа заради на референдум за промена на името. Гласа затоа што стоеше дали сте за членство во НАТО алијансата, бидејќи американците имаат бонстил базата на Косово. Ниту албанците, ниту членовите на СДСМ, ниту членовите на ВМРО не се за промена на името. Меѓутоа, владата перфидно го манипулира јавното мислење и избирачкото тело. И затоа алиби и на првиот референдум од 1991 година и на овој од 2018 е дека народот не гласал на тие референдуми за името на државата. Првиот бил референдум за независност од Југославија, вториот бил за членство во Европската унија. Името, промената на името него ни спомнува. Со оваа иницијатива сакаме да ја изнудиме владата, да го постави прашањето за да ја анулираме одлуката на собранието. Не постои друг правен инструмент по устав дозволен за да се смени одлуката на собранието.
ако абстинираме сега, не ја поведеме ова иницијатива, сметате дека за наредните 5 години оваа влада ќе смени се во државата. Ќе смени како да не сме постоеле. Државните комисии со Бугарија и со Грција за ревизија на историјата, а ние замајани со умот од лагите на вакви полициски инструирани дезинформации и манипулации, се чукаме в гради, името не го менуваме, сме против референдумот, еднаш се изјаснивме, втор пат не гласаме, а за сето ова време владата работи, зашто одлуката за промена на името е во сила. Таа важи. И они пак ни се однесуваат. Објавија незаконски, неуставно 2 закони сега. Само со подпис на Тала Джефери. Законот за употреба на јазиците, законот за ратификација на спогодбата. Светскиот македонски конгрес поднесе 2 иницијативи до Уставниот суд да се за поништување на указите за прогласување на овие 2 закона и за поништување на овие 2 закона. Меѓутоа, вие во праксата тоа го гледате. Имплементацијата на законите се врши експресно брзо. Од денес до утре сите табли на министерствата се променети двојазично. Од кога една состојба ќе се смени, многу тешко се враќа назад во старата положба. Некој ве исели од куќата, тешко кога и да е, било кој од вашите наследници ќе се врати назад. И затоа нашиот одговор е кој ако не ние, кога ако не сега, не да чекаме некои генерации, некои востанија кои во реалноста друго се случува, за да го вратиме името на државата. Сега и многу тешко кога и да во иднина. Затоа и иницијативата ја предложивме сега. Некој зашто таа иницијатива порано не ја предложивме? Па не ја предложивме порано оваа иницијатива затоа што чекавме одлуки на Уставниот суд. Поднесовме иницијатива за поништување на спогодбата. Димитров Кодзијас поднесовме иницијатива до Уставниот суд за поништување на одлуката за распишување и референдум. Поднесовме иницијатива до Уставниот суд за поништување на одлуката за пристапување кон измена на Уставот. Уставниот суд во сите овие иницијативи наоѓаше начин како да не отфрли. По 8 иницијативи пред Уставниот суд, верувам дека и други поединци, организации, партии имат поднесено, Уставниот суд мора да се изјасни по сите нив. На спогодбата, Димитров Кодзијас, другата е за поништување на амандманите на Уставот, трета е за поништување на Уставниот закон за спроведување на Уставот, четврта е за поништување на законот за употреба на јазиците, пета е иницијатива за поништување на законот за ратификација на спогодбата, подпис на указот за прогласување од страна на председателот, и поднесена иницијатива за поништување на одлуката за пристапување кон измени на Уставот. Се надеваме дека сите овие поднесоме критични пријави против сите пратеници, против сите членови на владата, против председателот на собранието, против директорот на јавното предпријатие за службен вестник на Република Македонија заради злоупотреба на службена должност, заради критично дело велепредавство, за кој се досудува до животен затвор. Констатацијата и пораката, не постои дупка на земјата топка каде што овие злосторници ќе може да се скријат и спасат од судот на историјата, народот и правдата. Беше убеден дека и покрај се, и покрај бомбите, ништо нема да се случи и промени. Меѓутоа, денес гледаме што се случува. И сега по судови, челници поранешни на ВМРО, по судови и затвори. Господине Петров, да, тука да го завршиме. Да. Сте на власт, ама утре може да завршите во Идризово. И овие кои извршија најголемо кривично дело велепредавство, геноцид врз македонскиот народ и злосторство против човештвото, кога и да е, ќе бидат изведени пред судот на правдата. Во
делот на казна и конфискација на личниот имот, имотот на семејството, дома и во светот. Од тај аманет нема да се откаже. Господин Петров, тука да го завршиме, значи Господ да помогне да се соберат овие 150.000 подписи и понатака многу е битно како ќе се води кампањата за денот на референдумот. Се надевам дека ако имате сознание дека бројката нема да биде доволна, подобро ќе биде како и што самите рековте, повторно да се бойкотира, а бидејќи ќе биде задолжителен тој референдум и се знае се ова досега што го направија треба да пропадне во вода. Радиоемисија ја доближивме јавноста и демистификацијата за многу дилеми кај македонците во Австралија и покрај се помирени, обединети, затоа што со сите разлики меѓу нас, македонците, по род и државјанство, само Македонија е нашиот единствен заеднички именител, само Македонија е нашиот единствен заеднички содржател. Со Македонија сите заедно постоиме, без Македонија исчезнеме. И на крај, и за Македонија како и за сите во целиот свет, важи правилото. Македонија и македонците немаат вечни пријатели, Македонија и македонците немаат вечни непријатели, Македонија и македонците имаат вечни интереси. И за нив треба да се бориме и да се избориме. Благодарам многу и останете здрави и живи. Пријатно. Ни причини задоволство учеството на господинот Тодор Петров од СМК, овде на Македонски корени, почитувани. Му посакуваме многу успех на секое поле што животот му го нуди. Посакуваме да успеат во намерите. Се со цел нели да обстоиме како македонци, да ни обстои Македонија без сите додавки и придавки што се услов за преспанскиот договор. И цел нели од сценаристите да не поништат, да ни го поништат минатото. Господинот Тодор Петров вели едноставно народот ги препознава патриотите, народот ги препознава и соработниците на службите. Загрежените не треба да заборават дека собранието со амандманите од 11 јануари 2019 година веќе го смени името на државата и идентитетот на нацијата. Еве им дополнителен, задолжителен референдум за името со прецизно и недвосмислено прашање. Дали сте за промена на името на државата Македонија во држава Северна Македонија? Како што вели Петров, со оваа иницијатива сакаме да ја изнудиме владата да го постави референдумското прашање, како што претходно рековме, дали сте за промена на името на државата Македонија во држава Северна Македонија. Мора да се реагира сега, а не во некое догледно време, вели господинот Петров. Прашањето за името не се остава за некое идно време, за некои нови генерации. Владата за 5 години ќе смени се, како и да не сме постоеле, вели Петров. За 5 години, како што вели тој, Македонија може да ја доживее судбината на преполовена нација, иселена во Западна Европа, како и Бугарија, Хрватска, Албанија и така натаму. Иницијативата за референдум, ако нема проблеми и ако се соберат 150.000 подписи за 3 месеци од средината на февруари до средината на мај, би се одржал некаде во август-септември, смета Петров. Јавноста ќе биде дополнително информирана за времето, начинот и местото за собирање на подписите. Дополнителниот задолжителен референдум не го распишува господинот Тодор Петров, туку собранието по своја иницијатива или по предлог на најмалку 150.000 избирачи. Како заклучок, ќе го повториме, господинот Петров вели најлошо прават тие што ништо не прават, а чекаат друг да им ги одбрани името, идентитетот и слободата. Само зборуваат, клеветат и навредуваат, а ништо не превземаат. Така наречените пак новинари, платеници во времето на комунизмот и сега не ги заборавиле старите манири, но и покрај се и после се ќе победиме. Од векови
За навек ова била е и ќе остане држава Македонија. Само држава Македонија и ништо друго освен држава Македонија, вели господинот Тодор Петров од СМК. Останете со нас, почитувани, ви благодариме и вам што сте тука и ја следите емисијава на Македонски корени. Останете со Јони Бети се до 20 часот и уживајте. Пред да слушнеме некоја песна уште и најнови вести од Македонија после тоа, само уште едно за оние кои што го пропуштија комплетниот разговор. Не сте пропуштиле многу со господинот Тодор Петров, ако го фативте последните неколку десетина 15 минути, каде што ето преку едно провокативно прашање до него успеавме да го доловиме до сите вас кои што ќе не гледате после завршувањето на емисијава Македонски корени во живо, кои што ќе не слушате, кои што не слушавте, кои што пропуштивте, дека ова е единствениот и не единствениот, него најдобар начин да се анулира она што владата сега ова го прави. Значи, со повторен бојкот на задолжителниот референдум, сигурно ќе пропадне сето ова што сега го прави. Меѓутоа, за да се дојде до референдум, најпрво треба слога и единство со сите политички партии во Македонија и здруженија, граѓански, помали политички партии, да се соберат овие 150.000, не може да се оди од куќа на куќа, како што самиот Тодор Петров рече дека подписите ќе се донираат, односно ќе се собираат во Државната изборна комисија, не во конзуларните представништва во светот и во диаспората, него само во Македонија, во представништвата на Државната изборна комисија. Голем поздрав до сите вас кои што се уште сте заедно со нас, голем поздрав и до Facebook пријателите, голем поздрав и до Иван од Радио Лав, кој што и тој се заедно со нас и во овие моменти. Успеавме во намерата. Иначе, погрешна перцепција се добиваше дека луѓето мислат дека ќе работи за Социјалдемократскиот сојуз за Зоран Заев. И дури имаше и напаѓања јавни дека тоа го прават. Меѓутоа со ова дека кој гарантира дека нема ние да го повториме пак. Тие не можат да излезат толку илјади, ќе има сигурно повеќе. Ете вела македонски корени, повелете. Се поправи. Македонски корени. Како? Да. И така, и така. Како си, добар? Така. Да, баш кога... Добро тогаш. Може немаше сила да... да реагира. Така. Да. Треба наravno да се... да е сложена, ма... Добро. Добро ќе разговараме од тоа. Ќе се слушнеме. Баш. Так. Поздрав. Водици. Тука е. Тука е. Што го крстева Бог, да? Сега е некаде околу 13 минути до 20 часот, а вие сте со Македонски корени, со вас и они Бети Треновски. И на почетокот, некаде 15 минути пред да почнеме програма на Македонски корени денес, но и во текот на емисијата, но и сега во вестите ви кажавме дека деновиве се случи нешто во затворот во Шутка, што тешко кој може да го оправда. Наиме, беше претепан Јане Ченто, кој што е во затворот во Шутка, во притвор, се уште во притвор. Почитувани слушатели, ќе ви понудиме аудио запис, аудио снимак од самиот Ченто,
кога точно тоа се стори и колку души го нападнале. Затоа доколку сега нешто правите или шушкате кај кафето таму, ви препорачуваме да сопрете со сето тоа и да го слушнете токму Јане Ченто, кој што се јавува, односно е контактиран во затворот од новинарот Миленко Неделковски, па предлагам да ви го пренесеме тоа што тој го изјави. Ево, ми се чини дека ќе успееме сега и покрај тоа што го тргнале веќе од да видиме, пробаме на овој начин дали ќе успееме. Одма успеа, а да видиме дали ние ќе успееме да го вратиме назад. Ало. Јане Миленко Неделковски, здраво. Здраво, како си, Миленко? Добро, слушнав од мои извори тамо меѓу командирите дека имало инцидент кај тебе во Келија пред малку. Вистина ли е? Да, Миленко, вистина е. Дојде на претресна контрола и ме нападна ја, негде околу 10 командири. И ме прашува ако ми ги носи телефоните, ко да му кажам дека тие ми ги носа фактички телефоните за по 200-300 евра. Заедно со директорот, Сладжан и Жарко заповедниците и Сашо заповедникот, ми ги носат тие лично телефоните на затворениците по 200 по 300 евра, а после ми влегува и ги земаат телефоните од Келија. И ме нападнаја, ме удрија и нека знае цела македонска јавност. Не ви се плашам на никој. Ни хунто, чепанните ден. Каже, тоа да го знаете, македонци сме и Македонија што станува. И не ви се плашам на никој. Не Келија да ми смените, него самите ме гледате 15 дена, што сакате може да правите. Не се предава. Тоа да го знаете, нека слушни народов цел. Кажи ми во колку саат беше ова? Во 2 и нешто. 14 попладне. Да, 14 часа. 14 часа. Добро. Да. Брато, држи... Не ви се плашам, да знаете. Држи се, имаш подкрепа од цела македонска јавност, и во Македонија и во свет. Поздравя ги сите македонци и овде што Македонија и во светот. Не се плашете, луѓе, излезете. Време е да му покажеме нова хунта дека треба да си оди. Јас од затвор 15 месеци е фамилијата, децата си остев дома за кого? За државата, за Македонија лежам. Излезете, не се плашете повеќе, доста е. Ќе ги срушиме, кога тоа ќе ги срушиме. Ни амнести, ни свети амнести не му помага ни на никој, ни на тие предавници што не предаваат гомар од ДПМН од сумте души. За само да затревете си вие. Државата е предадовте. Јане, ти благодарам. Фала ти, Миленко, е многу. Нека слушни цела јавност за ова. Ајде, држи се, Македонија цела да е. Цела и ќе биде цела, Миленко, ќе издржиме, ако не 10, 15, 20, 30 години нека не суда, во судене недомистите комунисти денес ке истите тоа ми го правиме. Да си жив и здрав. Поздрав, се најдобро. Браво. Ето, почитувани слушатели и Facebook пријатели, го слушнавте овде на Македонски корени, јавувањето, односно телефонскиот разговор помеѓу Јане Ченто и новинарот Миленко Неделковски од Македонија. Велам, помина одреден број на денови, месеци, многу снејаки напишување на Facebook, социјалната мрежа, меѓутоа во моментот кога треба да си подадеме рака, немаше никаде. Претежно оние во Македонија, македонскиот народ не излезе. Една од причините е поделеноста во македонскиот политички блок, зошто да е тој, а не јас, кој е тој што да биде тој како главен на организирањето, можеби и ние да организираме. Ете тоа, неколку организациони одбори, неколку политички партии кои што организираа протести во Македонија, не успеа да излесат голем број, а ВМРО ДПМН не знам зошто и кои беа причините да не го излезе вади членството на улица во моментот кога се гласа или односно кога се водеше дебата за уставните промени, и зошто пратениците од ВМРО ДПМН не излегоа од собранието. Дали прецизната математика на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски е токму ова, и дали токму ова го чекаш да се случи за да може подобро и полесно да
ги совлада не само Социјалдемократскиот сојуз, него и нарачателите на ова црно сценарио. Дали тоа е единствениот и вистинскиот пат на одлуката на Христијан Мицковски, неговата партија ВМРО ДПМН, еднината треба да ни покаже, а еднината не е многу далеку, тие веќе бараат и предвремени парламентарни избори заедно со претседателските. Така, слушавте телефонски разговор од Јане Ченто, почитувани, кој е осуден и е во затвор поради настаните од 24 април. И двајцата потврдија цела да е Македонија, а како да биде цела Македонија кога се уште има раздор, има голема поделеност и таму и насекаде каде што не има. Предходно се навратив на спроведувањето на двојазичноста на цела територија на државата. Владиниот портпарол Мухамед Хоџа на пресконференција, одговарајќи на прашањето дали општините и институциите кои немаат вработено албанци, каде нема жители албанци, ќе мора да вработат албанци, изјави дека законот мора да важи за сите. Законот важи за сите. Во овој случај важи и за сите институции, вели тој. Тие институциите кои нема да ја практикуваат употребата на јазиците во согласно со законот кој стапи на сила, се предвидуваат и казни со посебен член во овој закон, рече Хоџа. Хоџа ги потврди тврдењата дека ќе биде спроведено целосно двојазичност на целата територија на државата и дека ќе следуваат казни доколку не се применува тој закон. Секако, сигурно ќе треба да се вселуваат и албанци тамо во источна Македонија, кај што нема албанци, пошто мора да има вработени од албанците. Не верувам дека тие таму ќе се иселат, меѓутоа државата ќе биде приморана да им плаќа и патни трошкови на тие што ќе добијат вработување во оние општини каде што нема албанци, ако го спроведуваат овој закон до крај. Тука е некаде на крајот, да слушнеме и последната песна на Македонски корени, а со таа песна можеби ќе завршиме и денешната програма. Владко Миладиновски, оттам се гледа Македонија. Оттам се гледа Македонија и Владко Миладиновски. Да ве оставиме во добро здравје и убаво расположение, почитувани. Уживајте го остатокот од викендов, празнично расположени и секако честито и за многу години на сите вие што сте поврзани со празникот Богојавление и Свети Јован Крстител. Честито име на сите. Ве покануваме наредната среда од 9 наутро со македонска лоза и се разбира повторно со македонски корени во сабота од 18 часот до 20 овде на 88.1 FM. Многу здравје, многу убавини кај сите вас, почитувани. Чувајте се и почитувајте се. Пријатно и до слушање од Јони Вети Треновски. We have come to the end of our program. That's all from us this evening. Hope you enjoy the program. Thanks for listening. Signing off until next time. This is John and Betty. Bye for now. Сакав да ти честитам имен ден, да ти пуштам песна. Сакав да ти честитам имен ден, да ти пуштам песна. Имен ден, среќен ми имен ден на мене утре. И на сите јоновци што го носат името, Свети Јон. На помош да ни е. What's the time?
Сега. Тај. Ќе да ставиме до крај, до край. А? What's the sign over there? Не знам. Ова има 2 минути горе. Нека попеј. Ајде да заврши песната ако не избркаат порано малку. Но крадење помалку. Не крадење е многу лош збор. Не се кради, се позајмува. Да. Позајмуваме време. Денес. Први дан. Аха. Си запрев сам. Поздрав до сите, среќен празник и уживајте. Се слушаме и се гледаме наредната емисија на Македонски корени. Чао, поздрав. Ама не заборавајте и во среда. Командонки звони. Чекај се. Ти се смеј. Види јас не. Бај.